Христијан Мицковски демантира дека имал тајни средби со премиерот Димитар Ковачевски во контекст на договорот за техничката влада. Не се дел од мојот карактер тајните средби, доколку сака господинот Ковачевски да разговараме за техничката влада или за некои други политички процеси кои што следат, стојам на располагање, само да терминот го усогласиме. Знаете дека јас одамна барам такви средби, најпрво бев одбиван, па се правеа политички гимнастики на политичката сцена, за да конечно на крај се случат тие средби и тие состаноци лидерски, се дефинираат изборите и слично. Не гледам зошто тоа би било далеку од лицето на јавноста, ценам дека треба јавноста да биде запознаена, мислам дека народот му е прекуглав од такви тајни средби, преговори и договарање. На прашањето кога ќе има таква средба, Мицковски не знаеше да одговори, напоменувајќи дека тоа не зависи од него. Па не знам, за првиот дел од прашањето ја треба да ви даде одговор тој што ја повикува таа и организира таа средба. Јас ниту ја барам таа средба, ниту пак имам можност, бидејќи сум се уште претседател на најголемата политичка партија која што се уште е во опозиција. Во однос на фактот дека за нов технички премиер ќе биде предложен Талат Џафери, Мицковски децидно одговори дека Џафери од ВМРО ДПМН поддршка нема да добие. Лично мој став, се уште не сме донеле став на партиските органи, мислам дека не ја заслужува Талат Џафери поддршката на ВМРО ДПМН за технички премиер, не ја заслужува поддршката за ништо Талат Џафери од ВМРО ДПМН. Најмногу што можеме во интерес на добрата атмосфера и демократскиот процес да се воздржиме од било какво гласање, но тоа е повторно ќе кажам мој став, ќе видиме што ќе одлучат партиските органи. За испразнетото место во ДИК, лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН уште еднаш беше категоричен дека него треба да го добие кандидатот на албанските партии во опозиција.